Разговор во редакција, подкаст број 3. Ќе зборуваме за урбанизмот, градежништво и малце криминал околу овој сектор. Овде присутни се во подкастов повторно Давид Илиевски, репортер и ководител на подкастот редакција, разговор во редакција. Ивана Настеска, новинар во истражувачка репортерска лабораторија. И Сашка Цветковска, уредник и продуцент на подкастот во кој вие сте водители. Горан Теменугов, значи, водител и домаќин на подкастов. Значи, како што најавив, тема ќе си биде урбанизмот, градежништвото. Бидејќи добар дел од темите што ги обработуваме како ИРЛ се токму ова, но зошто се зафативме да откриваме каде се гради недозволено и зошто толку многу се гради недозволено? Првин ќе ја прашам уредничката. Зошто толку многу во ИРЛ се зборува, се пишува за урбанизмот и за градежништвото? За оние кои знаат и за оние кои не знаат, мисијата на ИРЛ, односно визијата на ИРЛ, е свет во кој што животот, обстанокот и здравието на сите граѓани нема да бидат под постојана закана од корупција и од криминал. Последиците од ваквиот тип на трагична градежна експанзија и урбан развој каква што гледаме во Македонија и каква што гледаме во многу од земјите во развој и неразвиените земји, имаат огромни и штетни последици врз квалитетот на живот на луѓето. Кога ја формиравме ИРЛ, бидејќи ние сме специјализирана редакција, која што следи висока корупција, организиран криминал и единствената редакција во земјата која што следи преку граничен криминал, но и работи со толку млад персонал, на што сме особено горди, се запрашавме како нашите приказни, значи не работевме ни урбана мафија од 2021 или од 2020, туку и 10 години порано, и тоа верувам го памти нашиот следен гостин, кој што додека беше во опозиција, држаше многу пресови, мотивиран од истражувањата и откритијата кои во други редакции ги работевме голем дел од новинарите во ИРЛ. Да, само да речеме проектот гостинот што ќе биде е министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Значи да го најавиме, повели продолжи како проектот Скопје 2014, како агресивната градежна експанзија не само во тој проект, туку на секаде начинот на кој се носи урбанистичките планови, легализацијата на дивоградби и така натака и константното менување на сите закони кои го уредуваат градењето или урбанизмот и за кои баш овој министер како помлад и попрогресивен, нели, во тоа време беше многу критичен. Да, се видиме сега дали задржа таа критичност. Дополнување на овој интересен е моментот да го спомнеш и делот на тоа дека кога станува збор за теми од урбанизам, граѓаните се најобединети без разлика дали доаѓаат од различни класи, дали доаѓаат од различна политичка партија и тоа се покажува. Етнички. Тоа е многу важно. Што сакавме да направиме? По сите наши искуства, кога се формиравме, се запрашавме добро како нашите приказни да имаат поголем импакт и како секогаш кога ќе објавиме некоја историја која е важна за квалитетот на живот на граѓаните, како истата да добие што поголем импакт, а да не ги подели луѓето. Кои се темите кои се за сите важни и не ги делат. И ИРЛ, бидејќи организација која што верува и остварува и работи со праксите на интерсекторска соработка, значи ние во нашиот персонал имаме технологија, работиме со дата, работиме со уметници, работиме со дизајнери, работиме со разни консултанти и на крајот на денот го имаме меѓународниот проект за истражување на криминал и корупција, кои се тука да ни асистираат со разноразни кул гаджети кои ни помагаат да бидеме побрзи и поефикасни во откривање на криминал и корупција во урбаната мафија. Зошто го кажувам ова? Бидејќи веруваме во наука. Бројките и науката се тие кои ќе одредат што е важно за граѓаните, а не перцепциите на одредени политички структури, лоби структури и оние кои имаат мог да наметнуваат теми кои се често нелегитимни и кои го одлекуваат вниманието во мејнстрим медиумите. Ангажиравме специјализирани институти, а и самите правевме анкети во методологија која беше сериозно изградена и произведена во соработка со Британскиот совет. И првата таква во 2021, која ќе издвоам овде,
ни покажа дека за граѓаните се најважни две работи и тие две работи не ги делат нив по ниедна основа, ниту идеолошка, ниту етничка, ниту некаква друга. Да, велат дека за криминалците нема национална, верска и етничка припадност, бидејќи се обединете криминалците како да го направат криминалот, значи у суштина и граѓаните од друга страна се обединети околу борбата против криминалот што го гледаат секој ден. Да, но за граѓаните исто така наивно е да се верува дека тие мислат дека има криминалец кој успеал да пенетрира во високите државни институции и тие му искрено му аплодираат. Не, само го чекаат денот кога институциите ќе го изведат неговото правно, легално, не физичко обезглавување. Бидејќи мафијата треба да се случи токму тоа, а ние сега зборуваме за урбана мафија. Што кажа нашата анкета која беше извршена на примерот на зборна настапа или за анкетата? Ајде 2019 граѓани од Скопје, 96 за жалост проведовме само во Скопје бидејќи немавме толку ресурси, но годинава ќе видиме што мислат и граѓаните во другите општини. За 96,4% од скопјани во март минатата година рекле дека градбите од последната деценија се незаконски и криминални. Со ова верувам ќе се согласи министерот бидејќи такви беа неговите пресови во 2015-тата во однос на законот за дивоградби кој го донесе ВМРО, после тој ти има некој сличен, но тие прашања ќе ги оставам за вас и за министерот. 96% од граѓаните сметаат дека при градењето и на нови градби и на разни градежни инвестиции постои корупција и не се почитуваат градежните стандарди и законите. Она што беше најужасно од се е дека 93% никогаш не учествувале во јавна расправа за урбанистичките планови. Тука може да се наоѓаат многу изговори дека имале можност, можеле, дали навистина граѓаните ќе читаат оглас во весникот Коха за да се информираат за јавна расправа во општината Карпош, не сме сигурни. А ако сакаме навистина да имаме информирани граѓани, ако заклучиме дека и тоа е дел од проблемот, тогаш ајде да направиме нешто да ги информираме за нивните права. И само уште една работа ќе завршам. Она што од најмногу се незадоволни е нарушување на квалитетот на живот поради непланската градежна експанзија. Тоа е проблем што секојдневно го гледаме, но интересно е нешто што преку приказните колешката Ивана, инаку Насте позната во редакцијава, така што сите што не пратат на МТВ, на YouTube, на Spotify, ако кажам Насте, тоа е Ивана, значи. Откри нешто приказната со Маврово, со приказна за 87 викендички што се градат. Што беше таа приказна и колку беше голема, а генерално не ја добивме во пошироката јавност целата слика дека станува збор за сериозно узурпирање на простор и тоа на простор кој што е заштитен од државата и не смее таму да се гради. Да, прво да кажеме дека тоа веќе е приватно земјиште, меѓутоа дури и приватните собственици на имот во заштитени подрачја не можат да прават што сакаат. Односно, Законот за заштита на природа јасно кажува, тоа е член 58, дека собственик или корисник на имот не смее да прави ништо на своја рака, никакви инвестициони активности. Значи, од тука да почнеме, тоа е, да, приватно земјиште. Таму помина еден архитектонско-урбанистички проект со 87 луксузни вили. Нас првично не ни беше јасно како е можно да се издаваат одобренија за градба преку популарно накажано АУП. Меѓутоа, доколку ова се случеше на било кое друго место, а не во национален парк, ќе беше легално. Проблемот е тука што АУПот е донесен без да се консултираат други клучни институции кои што се надлежни за националниот парк. Тоа е јавната установа Национален парк Маврово и Министерството за животна средина. Значи тука практично еден од главните закони е заобиколен. Тоа е Законот за заштита на природа. Воопшто не е побарано мислење дали може, какво ќе има влијание врз природата, врз водите. И се таму се случува... Настема, ќе те прекидам. Ова го направија
почна во време на ВМРО ДПМН, но кога се смени власта на локално ниво, но на и државно, не престана, туку се прошири само. Не, вака. Ама не значи, се смени ова еден е- човек, мора да го кажеш тоа, Насте. Да. Тоа е многу интересно Дека сите- како кадрите кои некогаш беа криминални сега се многу добри кадри во овие општини без разлика нели кој раководи. со нив. Општината Маврово и Ростуше е особено специфична. Таму стручните служби се практично едни исти луѓе, без разлика кој е градоначалник. И тоа се покаже и во овој случај, истражувајќи го овој случај. Например, АУП-от кој што е донесен во 2017 е овој АУП со 87 луксусни куќи, популарно кажано Радика Вилич проектот. Во 2017 е одобрен, меѓутоа сите процедури претходно ги поминал во претходната структура, локална структура. Понатаму добивани се парцијални одобренија за градба, прво за 10, па за 7 врз основа на тој АУП. Она што беше чудно е како може врз основа на АУП да се издаваат одобренија за градби. Тука главниот проблем е на стариот закон за просторно и урбанистичко планирање, кој што со многобројни измени, секакви дополнувања на тој закон, се овозможило таквите АУПи да можат да бидат основа еден вид слично како детален урбанистички план во места каде што нема детален урбанистички Или план да се урбанистички, така. да се користат Да, како ова е таков. многу важно да го се запамти, АУП или архитектонски урбанистички план, проект. проект, да не е Проект, проект, да. бидејќи ќе ни се провлекува и ќе биде едно од прашањата за министерот, бидејќи многу добро тоа функционира на Да. територија на цела држава, но и во општини кои што би требало да имаат урбанистички планови, односно детални урбанистички, но си го користат АУП-от за да си градат како што ќе да ги заобиколат процедурите и да си градат што сакаат. Окей, доврши го овој дел, па имам Само за да разберам ја од овој аспект. Во општини каде што нема детален урбанистички план, се дозволува да се користи архитектонски урбанистички план. Да, според Проект. стариот Проект. закон за Колку е просторно- полесно да се донесе тој архитектонски урбанистички Архитектонскиот план? урбанистички проект е најлесно. Барем тоа го овозможувал законот. Тоа е уствари и главниот проблем. Да. Значи, ако се работи за на локално ниво, може одобрение да даде градоначалникот или раководител на секторот за урбанизам. Но имаше Ако се уште работи за една. државно ниво, извини, може да одобри министер. Имаше една многу важна работа за мене која ќе ја даде големата слика. Ако Скопје 2014 беше урбанистички проект од кој што се исцедија на нелегален начин стотици милиони евра кои завршија во приватни џебови, тогаш Радика Вилич и сличните вакви развојни градежни проекти беа нешто друго и тоа што го откри оваа приказна заедно со нашата колешка од Албанија, угледната истражувачка новинарка Линдита Чела, е дека парите во Радика Вилич, кои што доаѓаат првичните инвестиции, се пари на лица и угледни банкари од таа држава, за кои постојат сериозни сомнежи и истраги за поврзаност со балканската наркомафија. Значи не зборуваме дека градежништвото е само нешто во кое што, не знам, граѓаните се незадоволни од тоа дали има доволно проток на светлина, дали има доволно градинки, дали е нарушен нивниот квалитет на живот. Зборуваме и за криминал, бидејќи токму градежните инвестиции се едни од најлукративните за да може да се исперат Ова е парите од криминал. Супер сегует кон муабетот кој што го дискутиравме пред подкастот. Доаѓаме до тебе, Давито, да. на зошто би бил градежниот сектор погоден за криминал или за перење на пари. Значи, ајде да ни објасниш, бидејќи истражуваш Прво, тоа, да. да биде јасно да сите они што Краток не следат. бекграунд дека дури институциите во Македонија како Агенцијата за финансово разузнавање во извештајот за спроведена проценка за ризикот од перење пари во различни сектори покажуваат дека градежништвото е сектор кој што има најголем ризик за перење пари и тоа е поради големината на секторот, волуменот на трансакции, преголем број на трансакции, најголем дел од овие трансакции се случуваат во кеш, а не преку трансакцијски сметки. Голем број на меѓународни пари, односно пари кои што доаѓаат од надвор од државата влегуваат во Македонија и понатака се инвестираат и овие сите работи според Агенцијата за финансово разузнавање го прават овој сектор, односно секторот за градежништво еден од Така. од позициите кои што е најлесно како тоа да се перење на перат пари? Како? пари. Ајде им објасниме на сите што не следат. Тебе и мене не ми е јасно како би се Малку пере, е комплицирано, но пред да им објасниме на луѓето како се перат пари преку градежништво, мислам дека уште еден интересен пример кој што треба да се даде за да се свати зошто воопшто би се дошло до претпоставката дека можеби во овој сектор се перат пари.
Ајде вака, во исто така се уште еден извештај ќе цитирам, ова е од Катастар, односно од регистарот за недвижности на Катастар, кој што вели дека во 2020 година во Македонија имало повеќе од 6000 непродадени станови во новоградби. Како го земеме Карпош како пример, во само 9 години, односно од пописот од 2002 година, 19 години, за 19 години во Карпош се имаат изградено повеќе од 9000 станови, а паралелно на тоа, според новиот попис од 2021 година, во Карпош се доселиле околу малку повеќе од 4000 граѓани. Се зголемило населението за малку повеќе од 4000. Да направам, само да се надоврзам, една Само од поентата да не се работите, изгуби? неќе нема да се изгуби, баш напротив. Апропи овие празни станови, на едно од испрашувањата во предистражните органи за случајот Афталиџа и Карпош, урбанизацијата во Карпош, сегашниот и поранешен, мислам се долгогодишниот градоначелник на Карпош, Стефче Имаше пауза од Киновски, 4 години само. ќе биде прашан едно прашање. Зошто плаќа сметки за станови кои не се на негово име, збориме за 30 на станови? Тоа е се што За ќе математиката кажеме за збори на период секој пари. нов жител на општината 2,3 стана. 2,3 стана во имаше, Карпош. така, И сега во кога Карпош, го имаме овој пример, одма станува сомнително дека овие станови не се градат за граѓаните, затоа што очигледно има дисперитет помеѓу поборувачката и големувањето на градбите, и тоа нормално гледаме дека растат цените на квадратот и се тоа се случува и е огромен проблем за односно е огромен сомнеш за тоа дека можеби се перат пари. Сега како? Прекомплициран е начинот на перење пари. Мислам дека финансискиот систем во кој што овие луѓе оперираат е доволно добро поддржан и од интернационални институции, односно оние tax havens, офшор места, меѓутоа исто така и е поддржан од шеми кои што се случуваат внатре во државата. Меѓутоа, за најпросто да се објасни, градежништвото е гранка во која што најлесно може да се сокријат трошоци и да се даваат лажни фактури, односно да речеме дека доколку сметаме дека оваа градба би коштала 3 милиони евра за да се изгради, истата таа може да се спроведе за 2 милиони евра да се изгради, меѓутоа да се испумпаат од инвестицијата останатиот 1 милион и тие истите да завршат во места каде што понатака на различни начини ќе се вратат во реалната економија. Сега, ако продолжиме збориме како би се Поинтата е вратиле парите во... од дрога дека треба да се вратат во реалната економија и тоа е најлесно да се направи. Други Да, меѓутоа сектори. извештајот на Што се- меѓународниот проект за известување на организиран криминал и корупција покажува дека во минатите 6 години Албанија, Црна Гора, Македонија дури има најбедна статистика, но таа влегува во оваа група. Во Македонија во моментот има повеќе пари од друга во реалната економија од Албанија и тоа многу кажува за државата. Најмногу од овие пари влегуваат преку градежниот сектор. Сега ова се NGO истражувања за кои се правени на поакадемски начин, но јас можам да ви кажам дека низ призма на нашата работа многу се деликатни овие работи да се истражат. Сега, апропи нашиот... Ало, Мавара, слушате, гледате, ве Нека молам. гледа и нека Добро, слуша. окей, Ние- Мавара. Нашата работа е јавна. Она што е проблематично е дека клучите институции во овој урбан хаос се Катастар, општините се особено значајни, оние градежни разноразни А градежни општините се немотни инспекторати, финансиски и подложни бидејќи за Да. да си финансираат сега работите, тука- кој дојде си зима за Тука логата на мартичка Министерството за препушува. транспорт е реално, мислам дека бидејќи постојано се зборува за стратешките приоритети на Македонија, дека тие се корупција и организиран криминал и еве ако веќе имаме млад министер кој прогресивен, барем така, нели, се представува од неговата платформа, тогаш во него е реално во моментот и делот моќта да помогне животот, здравието и обстанокот на граѓаните да бидат заштитени од криминал и корупција и да се справи со она што се случува особено на локално ниво во помалите институции и да помогне да се спроведат вистински закони кои тоа ќе го помогнат. Владење на право не е почитување на законите што ги имаме, туку адаптирање на тие закони на условите во кои живеат денешните генерации и така да се помогне да се подобри квалитетот на живот. Ќе се Толку од вратиме- мене. Да, Само Нема кратко да се веќе надоврзам. Не Една заврши реченица. полека и заврши, окей, повели само една да реченица заврши. дека- Да, многу зборам, знам. Добро, но- знаеме, не треба, Знаеме, окей, да. знаеме дека збориш многу дека добро. дека ги спомна во делов на перење пари и законите, меѓу другото во оној ризик на проценка за одперење пари од финансово разузнавање се вели дека исто така зошто овој сектор е подлежан на перење пари е ниското ниво на контрола од страна на институциите. Така да сепак министерот тука пак ќе можеме да видиме како се Но тие не контролираат перење тој тип на пари, не е многу тоа нивната институции, обврска. така е, многу Но имаат институции- може да направат закони кои барем малку ќе помогнат во таа борба. Само насте Ивана, насте, те молам,
Како заврши приказната со Радика По Билич? серијата текстови кои што ги објавивме на ИРЛ, имаше вонредни инспекциски надзори и од Инспекторат за животна средина и Државниот инспекторат за градежништво. И тие го утврдија токму тоа што го пишувавме, дека архитектонско-урбанистичкиот проект спорна е процедурата по која е донесен. Државниот градежен инспекторат препорача до општината да го укинат, општината прифати, ја прифати забелешката, го укина тој АУП, меѓутоа ние не смее да си дозволиме луксус и да мислиме дека приказната е завршена. Во суштина, Да, Багари затоа во што Етов не игра, така? па да се надеваме дека ќе остане така, ама не смееме, како што кажав, луксус е да мислиме дека ќе застане Пред тука. малце ми отиде И добриот глас, леле Боже, не можев да кажам, уф, ќе се зададе. Уште една работа сакам Ајде, да и завршуваме. кажам. Законот за урбанистичко планирање, имаме нов закон од 2020, каде што овие АУПи се малку средени, односно не може толку лесно да се носат како претходно. Значи сега е потребно да има јавна расправа, вклучена е јавност, треба да помине на партиципативно тело, значи има некоја посложена процедура. Да, но но кога се 93% од граѓаните не знаат ни што Или, е јавна што би расправа. рекле, Да. Ако имаме, сакаме да делиме реклами на медиумите, еве може Тело. за ова да ги А во информираме. суштина тоа знаете што значи? Да. Сложни попови и на Вели Петок Мрста, Да, видите кој ќе се меѓутоа договорат, и за како во детални Сопуште, урбанист... како се го направи. Да, тоа сакав да кажам. Иако го предвидува тоа законот, истото го предвидува и за детални урбанистички планови, па сме виделе примери. Колеги, ви благодарам вас, време е сега за министерот да го заземе своето место. Ќе го ставиме во машко друштво, како и секогаш. Повторно, ај, леле Боже, повторно. Наред дојде и министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски. Ја следевте расправата што беше помеѓу нас колегите. Централно прашање е АУПот, односно архитектонско-урбанистичките проекти се злоупотребуваат на ниво на цела држава. Значи не е само Маврово, туку еве и Сопиште, тоа го објавивме исто така, каде што и советници на ВМРО ДПМН и на СДСМ си гласа за тој проект за трговски центар и за стамбени згради во место каде што не може тоа да биде. Значи се злоупотребува зошто имаме таква можност да не биде регулирано и да не се грижи доволно државата да ги регулира овие сегменти. Најпрво благодарам за поканата. Драго ми е што гостувам во оваа емисија, исклучително важно за отворањето, транспарентноста на министерството, на владата, но и вашата подршка ќе биде многу важна во иднина да работиме заедно на сите прашања кои што ќе ги интересираат граѓаните и за кои што ќе имаме јавен интерес. Во однос на архитектонско-урбанистичките проекти и во денешниот закон, но и во претходниот закон, тие беа предвидени да се носат врз база на претходно донесени детални урбанистички планови, каде што тие се до разработка на деталните урбанистички планови. И јас таа одредба во законот ја сметам како многу важна заради тоа што се јавува уште еден филтер. Кога се носи едниот филтер е генерален урбанистички план на градот, па се носи детален урбанистички план за некоја средина и во одредени дупови е предвидено со АУП да се доразработуваат тие во зоната за градење во една парцела. Така што секогаш законот предвидел дека тие можат да се носат, односно АУПињата може да се носат само кога има веќе донесен детален урбанистички план. Се друго е некаква злоупотреба, но со тие примери јас кои што ги видов е донесен некаков урбанистички план во минатото, некогаш тие се постари урбанистички планови, некогаш се понови, но разработката кај нив се прави врз база на АУП. Сега АУП-то дали е изработено согласно процедурите по стариот закон доколку биле носели денеска со сите овие постапки кои што ги предвидуваме е друго прашање. И еве конкретно за случајот во Маврово, таму јас имам информација дека општината ги поништила. Но има уште една постапка за издадено одобрение за градење, таму каде што издала општината за тие објекти и има жалбена постапка до транспорт и врски во второстепена комисија и ние го потврдуваме решението на општината каде што потврдуваме дека треба да биде поништено одобрението за градење како министерство. Сега постапката е во следниот чекор во
управна постапка, односно во управен суд, така што и ние очекуваме да видиме како ќе се донесе одлука. Но суштината на АУП постапките е законот ја утврдил како уште еден филтер. Заради тоа што имаме ние кога се работи за одредени индустријски објекти, урбанистички планови каде што површината на парцелата е една зона, површината за градење е втората зона, но тоа се огромни површини каде што со АУП-то се уцртуваат точните позиции на сите објекти внатре во таа зона. Например, магацински простор, административен, Така стои во законот, трафостаница. така стои Суштината на постоењето на АУП-то е таа. Но не е во реалноста така. Го користат да оформуваат маркици, да врз основа на АУП да ставаат маркици и да даваат дозволи за градење на нешто што не е предвидено. Значи не е предвидено со детален урбанистички план, не постои или план на село што е урбанистички план на село, не постои едноставно ништо таму, но го користат АУП-от како основа да, и тоа во време и на ВМРО, но добро го наследивте и вие како СДСМ и го практикувате и го користите. Не е така, ние не го користиме, туку секаде каде што има условно речено како што вие тврдите, донесени архитектонско-урбанистички проекти без при тоа да има детален урбанистички план или било каква друга урбанистичко-планска документација, тие архитектонско-урбанистички проекти не треба да бидат на сила и треба општината да си ги поништи заради тоа што тоа е изигрување на законот. Ама самата општина ги носи за да од некој свој интерес. Јас колку што имам информација, во Маврово во таа зона имал урбанистички план за село кој што бил донесен многу одамна и тие со АУП ги разработувале овие парцели. Но денеска увиделе дека веројатно некој дел од процедурата е погрешена и ги поништиле. Така што Но за Сопиште нема на. Да, во местата кај што нема детален урбанистички план, Сопеште и Чаир имаше такви примери исто така. Тогаш тоа е незаконски донесен АУП и затоа јас стојам тврдом бидејќи така пишува во закон. Да, но и зборувате дека вие поништувате решенија, еве гледаме дека треба таму да се уриваат незаконски изградените, зборуваме за Маврово, не таму, току за Маврово. Треба да се уриваат објектите, но никој не ги урива. Не ги урива ниту општината, не ги урива ниту државата. Едноставно една сива зона каде што никој не се презема одговорноста да го врати во првобитна состојба просторот, а тоа е заштитено подрачје во овој случај во Маврово. Зошто никој ништо не презема кога таму не треба да има градби? Прво, во делот на заштитените подрачја и кога се носел одреден урбанистички план, ние во овој момент имаме систем урбанизам, каде што во тој систем учествуваат сите надлежни институции и мораат да учествуваат и да дадат свое мислење при носењето на урбанистичко-планска документација. Кога се работи за заштитено подрачје, но и кога се работи надвор од некаква заштитена зона, например, Министерството за животна средина треба да даде свое мислење во кое што потенцира дали таму се загрозува животната средина. Било заобиколено во овој случај Министерството за животна средина. Значи, доколку е заобиколено, тогаш општината треба да си ја понови постапката, односно да го поништи тој план кој што е на некој начин донесен, доколку не били испочитувани сите законски процедури. Денеска, јас го кажувам тоа дека имаме направено уште еден исчекор преку новиот закон за урбанистичко планирање, новите правилници, но и овој систем во кој што сите институции учествуваат и ги даваат своите мислења за да конечно дојде на согласност тие планови кои што се предвидени во законот да се даде согласност во транспорт, а потоа оди на гласање во Советот. Го спомнавте правилниците предизвика страшна реакција во јавноста за стекнатото право, односно кој си изградил, кој добил одобрение, добил да си гради по таа катност, без разлика што тоа можеби тоа ќе се намали. Едноставно, голема беше реакцијата во јавноста. Сметате ли дека у суштина ги поддржувате сите оние што добиле одобренија до сега, да си тераат по свое и не воведувате на ваков начин некој ред и ја поддржувате таа урбано силување на просторот? Најправин морам да ја расчистам таа, јас би рекол магла која што се создаде во јавноста во однос на правилникот. Издружение на архитектура реагира. Заради тоа што не е правилно цитиран, ниту пак целосно се цитира овој правилник и другите членови кои што предвидуваат токму спротивното од тоа кое што вие го говорите. Јас и денеска, и вчера, и утре, и до која ќе бидам на позиција и после тоа ќе се борам за да граѓаните носат одлуки, одлучуваат општините, општинските власти и советите ги носат одлуките таму каде што им е местото. И во една општина, општинскиот совет,
Комисијата за урбанизам, градоначалникот, граѓаните носат одлуки за тоа каков план треба да има. И апсолутно имаат право секој план кој што сметаат дека е преекстензивен, со превисок големи висини за градење, да пристапан кон промена и да ги намалат тие висини. Еве, јас ќе прочитам само ставот 5 од членот 122 кој што вели: максималната височина на градбите во новиот план во случаите од точка 4 од овој став може да ја измени висината уредена. Значи може да се измени висината уредена во важечкиот план, само доколку височината на градбите во претходните планови предизвикало нарушување на принципот на рамномерност на уличниот фронт, нарушување на соседското право во еднаков планерски третман, девалвирање на материјалната и употребната вредност на соседните парцели и јавниот простор или на друг начин се нарушил јавниот интерес. Значи доколку има нарушување на јавниот простор, јавниот интерес, фронтот на уличната зона, тогаш може да се пристапи кон намалување. Не е точно тоа кое што го тврдеа и асоциација на архитекти, па и одредени граѓани, дека со ова се забранува. Ова и таа претходна одредба е предвидена и претходно во правилникот. Само не сакам како ќе се утврди тој јавен интерес во делот на дали е узурпиран просторот или не. Еве на пример за случајот кај ГТЦ паркингот на Holiday Inn, тука е узурпиран и е нарушен јавниот простор или не? Значи, кај Holiday Inn, општината во 2012 донела урбанистички план. И тогаш никој не реагирал, и во 2013, до 2015, во 2017, и во моментот кога општината влегла во процес и дала извод од план на одреден инвеститор, му издала и градежно одобрение, тогаш тргнаа во постапка да менуваат ДУП. И тогаш тие можеа тоа да го направат. Несомнено. Но потоа имаше изјави тогаш и градоначалникот и советот образлагаа пред советот дека доколку се направи вака можеме да имаме вакви последици, доколку направиме да решиме друго. Пак ќе кажам, сите тие постапки се пишува во правилникот, пак градителите се заштитени на некој начин, затоа што еве на пример не успеавме да го спасиме Holiday Inn, сигурен сум дека ќе најдеме уште 2 до 3 вакви примери во кои што тешко ќе биде да се докаже дали јавниот интерес е поголем од издадената дозвола за градба на инвеститорот. Секогаш, јас ви тврдам, секогаш може да се промени урбанистички план. И тоа треба да го направи општината. Јас секој ден повикувам во општините. Доаѓаме до една многу интересен елемент. Зборуваме за детален урбанистички план, требало општината да земе, да преземе мерки, да го смени, но деталниот урбанистички план се коси со генералниот урбанистички план. Таму генералниот урбанистички план предвидува други содржини, не задомување, не 20, не 60 катници, туку други содржини. У суштина, генералниот урбанистички план, кој што е устав во градењето на градот, е во колизија со деталниот урбанистички план, кој што е закон. Во овој случај, законот, ДУПот е над уставот, односно ГУПот. Тука доаѓаме до оноа дека некој нешто не сака да направи. Некој е заштитен во целава приказна. Можеби се плашат од Божја казна, бидејќи МПЦ влегува во градење, па никој не сака да преземе ништо. Сите си ги перат рацете. Значи вака, прво ќе зборам генерално. Има генерален урбанистички план. Во одредена зона има одредени параметри. Се носи детален урбанистички план, кој што ги почитува тие параметри. Следната година или после 2-3 години се случува и ГУПот не е Библија и тој се менува. Се донел нов треба ГУП. Да се смени па да се усогласи, ама не може на постоечки ГУП да остане ГУПот да биде како што се сака некој инвеститор. За да го објаснам и проблемот. После неколку години се носи, и тоа не е еден случај, сега да го земеме само Holiday Inn, има многу случаи. Се носи идниот генерален урбанистички план кој што има помали висини, помали параметри од претходниот и со тоа стариот детален план, односно тој кој што бил на сила и е на сила, додека не се донесе нов детален урбанистички план, ги надминува параметрите на новиот ГУП. Сега, прашањето е зошто општината во 2012 или 2013 кога бил донесен овој ГУП и имал помали параметри, не влегла веднаш во процес да го промени тој ДУП. Можела во секој момент тоа да го направи. И јас заради тоа и денеска им тоа го апелирам до сите градоначалници, до советите. Веднаш да пристапат кон пикирање, лоцирање на сите спорни точки во нивните градови каде што има преекстензивни планови да ги смалат. Повторно до политичката волја. Почна ова во ВМРО време да се случува, но добро продолжи да се случува бидејќи општина Центар знаеме дека е СДСМовска општина. Еве и победија една од ретките општини на кои што победивте на минатите локални избори, а имате власт таму неколку изборни мандати. Генерално ја продолживте, не влеговте да го заштитите јавниот интерес, имаше големи реакции. Едноставно како партија и како власт си продолживте нешто што
почна да го спроведува ВМРО ДПМН, а вие во 2017 година, да не заборавиме, влеговте, ја освоивте власта на крилата на тоа дека ќе донесете промени и дека нема да бидете исти како претходниците, посебно во поглед на на квалитетот на урбаното живење, дека ќе запрете со тоа силување на просторот во кој што живеат граѓаните. Прво, урбанизмот е долготраен процес. Сега не зборуваме за една општина или за еден дуб. А има ли урбанизам во Македонија или само градежништво? Урбанизмот и оваа наука, оваа струка на урбаното планирање, согласно законите кои што ги носиме, и ќе ви кажам после што све сме направиле за да придонесеме за похумано живење, е долготраен процес. И тој почнува преку долготрајна постапка која поминува многу филтри, јавни расправи, дебати, и гледаме на анкетите, граѓаните многу често не излегуваат на тие јавни расправи, но некаде каде што чувствуваат веќе дека има одредено екстензивно, би можело има екстензивно градење, преголеми капности, висини, нарушување на овој јавен интерес, излегуваат. Во Влаево, Карпош сега имаме еден куп реакции. И тоа е нотирано и евидентирано. И секако овде алармот е вклучен пред се во општината, заради тоа што тие се донесувачи на планот и изработувачи на планот. И јас овде сакам да потенцирам. Урбанизмот мора да се остави на урбанистите, на планерите, со контрола од советите и од граѓаните. Значи да не биде во раците на политичарите. Да. Кога е во раците на политичарите, ќе дојде еден градоначелник, ќе каже сега ова ништо не чини, автократија е тоа. Јас сметам дека треба да го отвориме процесот. За сите што не следат. Многу е важно. Кој ги носи и дуповите, ги гласа советот, но кој ги изготвува и ги предлага? Изготвувачи. Кој ги Се финансира? урбанистички куки, а ги изготвуваат најчесто општините. А кој ги финансира? Ги финансираат општинските буџети преку тоа граѓаните. Сигурни сте? Има се јавуваат и приватни иницијативи, но Најчесто во град Скопје но- се приватни. Тоа е Но- Се што проблемот, дека имаме најголем дел од Значи, зборуваме за урбанизам, што треба да биде наука, знаење и кај што треба да се гледа целата и процес слика. кој што долготрајно треба да долготрај- трае. Не и на се 4 дава- години да се И менја. се дава на некој приватник, на некој што има приватен интерес, без разлика дали е ситен или голем, да го уредува тој простор, кој што ќе води сметка само за заработка или да заработи Апсолутно, едноставно, и за тоа- а не да зборуваме за целата слика да има. Како може приватник да финансира и да го изготвува и да го дава да биде Јас ќе ви изготвен? кажам и во таа насока, И бидејќи тука нема порано се урбанизам, има дискутираше градежништво. Тоа е тоа. се дискутираше на темата, се изработувале планови за 1 денар на електронска аукција и потоа имало други интереси за да се тие изработат согласно некакви потреби на некакви инвеститори. И за тоа направивме тарифник, да не може да се изработува, да се девалвира професијата на архитектите. Јас сум архитект и сакам да придонесам во таа насока. И тоа го направивме, го вградивме во законот, го донесовме тарифникот, кога требаше да ги усогласиме двата закони, закон за јавни набавки и закон за урбанистичко планирање, политиката ни го запре законот. Јас се борев и со сите политички партии. Ги барав и тие кои што Кој точно блокира. ајде, кој го блокираше? Ќе ви кажам, првиот закон кој што го поднесовме го блокираше Левица. Со 1000 амандмани. И рековме, добро, ајде да седнеме да дискутираме, да ви објасниме кои се целите на оваа измена. Ја една измена сум поднел до сега во овие 2 години, откако е донесен новиот закон, токму заради тоа да направиме уште еден притисок врз таа условно речен урбана мафија која што се јавува и да покажеме како држава дека се бориме. Министре, кој се урбана мафија? И Знаете ли кој се урбана мафија? Може ли да ви кажете? не се појавија ниту некакви, да кажеме, инженери, архитекти, експерти да дојдоа од таа политичка партија, ниту пак пратениците да дојдат да поразговараме дека тоа е за доброто и на градот и на државата. И измените на законот се блокирани во собрание. Јас каде да објаснам дека ова е за доброто на урбаното планирање? Која е урбаната мафија? Можете ли да ни кажете? Вие сте во оваа афела, бевте и градоначелник на Штип, сега сте министер за транспорт и врски. Можете ли да ја лоцирате урбаната мафија? Кој стои за нејза? Дали само кај опозицијата или има и во вашите редови како власт? И можеме ли еднаш да откриеме како функционира таа урбана мафија и што ни прави? Само можам да кажам дека и кога сме биле во опозиција и денеска, сите чекори кои што ќе ги превземам и јас и владата во насока на формирање на еден закон, законска рамка, подзаконски акти кои што ќе создадат поле
за хумано живење, за урбано планирање за хумано живење со цел да направиме едно поправедно општество. И тоа ќе го правиме за да се сузбијат сите овие појави кои што се таложеле во општеството во многу години наназад. И тоа го гледате и преку овие закони кои што ги носиме. Јас само уште еден пример сакам да ви потенцирам од овој правилник. Предходниот правилник за А2 намена, за стамбено домување. Процентот на искористеност на парцелите даваше максимум 70%. Со новиот правилник, тоа каде се сега сите тие експерти да го кажат, овој правилник дава можност од 30 максимум до 60%. Значи ние тука правиме притисок кон градењето на стамбено домување. Добро. И тоа е уште една мерка со оптимизирање на вредност. Кој ќе го контролира сето тоа? Кога општините гледаме како функционираат, од квадрат наплаќаат комунали, нив им одговара да добијат, економски се немотни, поголемиот дел, а тие што се мотни па искористуваат. Имаме градоначалници од вашата партија, еве во Карпош, на пример, и сегашниот градоначалник, па штампале одобренија за градење. Има податока дека дневно по две одобренија давале за градење. Значи, експанзија имаме повторно во Карпош. И од претходникот, значи, на Стефче Јакимовски, ни од Јакимовски сега. Значи, зборуваме закони, но кој ќе ги контролира? Еве, градењето, пак ќе се вратам, градењето е поврзано со урбаното планирање. Значи, продажбата на градежно земјиште. Јас уште не сум убеден дека имаме урбано планирање. Е поврзано со... Јас сум сигурен дека не сите урбанистички планови се лоши во државата. Ако земеме 2, 3, 5 примери кои што рефлектираат некакво планирање кое што е преекстензивно, јас ви тврдам дека има и tekako добри урбанистички планови изработени од луѓе кои што си ја знаат професијата и каде што веројатно консултирале граѓани. Оази на нешто добро, али околу ќе биде бетонска шума. Да, изгледот на целокупниот изглед на градот, а и јавните анкети од граѓаните не го кажуваат тоа. Најголемиот дел од незадоволството доаѓа од тоа како се планира урбанизмот особено во главниот град, пошто тука е најголем дел од експанзијата. Може ли само малку да го вратам? Да, и во Охрид се разбира. Меѓутоа, ја пак само уште еднаш во делот на урбаното планирање, затоа што рековте дека со тоа се направил тарифник во делот на колку ќе чини да се изработи урбанистички план, меѓутоа тоа повторно не ги спречува приватните инвеститори да финансираат детални урбанистички планови во нивна корист. Ако јас имам компанија која што вреди милиони, која што заработува милиони од градежништво и можам да си платам да ми направи некој детален урбанистички план кој што ќе биде во моја корист, а не во корист на останатите 1500 или 5000 жители кои што живеат на оваа територија, ја тука стварно не ја гледам логиката. Прво пак еве ќе кажам. Едното е аспектот на тоа ги штитиме општините со овој тарифник. Значи не може сега како порано што викаме спрегата помеѓу градежна фирма со планерска куќа и планот да се изработи за да го земе планерската куќа од одредена општина на јавна лицитација, на негативна аукција за 1 денар, за да потоа се планира. Сега не е така. Сега имаме општината ја заштитуваме со тоа што може да добие 3 најниски понуди кои што не се по 1 денар, определени со тарифник, и таа може да избере согласно тоа кои фирми се јавуваат, какви планерски куќи, да избере точно куќа со која што ќе ја заштитиме од притисокот на тоа кој што говорите на некаква спрега помеѓу едни и други компании или бизниси. Втората работа е дека и да се направи одреден урбанистички план. Тој низ изработката треба да протече низ многу институции, органи, низ 2 јавни расправи по новиот закон, кои што треба да ги вклучи граѓаните, да не ги надмине вредностите на генералниот план, да биде во склоп и во согласно со генералниот план на градот, дали се работи за еден или за друг град, секаде, sejedno. И на крајот да дојде на гласање во совет, каде што ќе ги помине сите филтри на институциите и ќе се гласа. Ова кое што гледаме ние како проблем денеска во урбанизмот, го гледаме како проблем во моментот кога на времето се носеа детални урбанистички планови во ноќни седници, преку ноќ, во утрински часови. Денеска сте виделе таква работа? Јас не сум видел. Денеска се јавноста е будна. Ама ништо на подобро. Не е така. Еве во центар на пример има невладина коалиција која што се бори против одлуките на советот и на градоначалникот, сметаат дека не се добри. Значи едноставно Ворот демократски е. Демократски е, но гледаме дека повторно се штанцаат одобренија, никнуваат на секоја, овде во околинава на оваа просторија каде што сме ние, исто секој ден може да се види дека никнуваат нови објекти, а задушен е просторот во центарот на Скопје. Тогаш апсолутно во секоја
дел од градот или во некоја општина, општината, граѓаните, советите може да покренат постапка за измена на тие дупови, да се намалат висините, но не при Што тоа е со да се стекнатото право вие што предлагате? Сега тука доаѓаме до на правилникот. Добил некој инвеститор право да гради П+5, П+5 и сега вие викате се менува правилото да планот да биде П+3, значи приземје +3 спрата. Така е. Дали ќе задржи петката да остане? Значи, согласно правилникот во наредниот член вели дека има исклучоци кога општината ќе процени дека е нарушен јавниот интерес, уличниот фронт. Доколку Да, но овде станува збор на приватна парцела. Еве примерот кога само да ви го објаснам Добро, што е. окей. Ако се случи да имаме детален план кој што бил донесен во минатото, па во меѓувреме се сменил ГУП-от на градот Скопје и добил помали параметри на висините од деталниот план. Во тој случај апсолутно има право општината веднаш да покрене постапка без разлика дали имало П+5, па сега треба да биде П+3, слободно може да го направи тоа. Али И не тоа е дозволено Али по нема да закон. мора. Ние не можеме право. со сила, ние не можеме со сила да натераме Може да се одредена повика- општина да покрене постапка за изработка на ДУП, ниту транспорт, ниту вие, ниту граѓаните. Но Ајде, може да го објасниме, направи доколку доаѓаме има до волја. до големата слика и до големиот проблем. Значи, има некој добиено П+5, значи приземје плюс 5 спрата, да изгради зграда. Се менува деталниот урбанистички план, значи се менува и вика дека на таа маркица сега може да биде П+3. Сега се повикува врз основа на правилникот, ја имам стекнато право од минатото со стариот детален урбанистички план, дека тука треба да имам П+5. Може субставил камен темелник, може би не, но го имам одобрението добиено и сум во фаза на подготовка на градба. Дали врз основа на тоа ќе остане П+5 или мора да се смали на тројка? Значи, нема ништо што мора. Општината треба да увиди дали во одредена зона има нарушување на јавниот интерес, нарушување на параметрите на ГУП-от, на хуманото живење и може да покрене не би постапка. требало да биде. Не би така. требало да биде нарушен, но еве сега со деталниот урбанистички го смалуваат Може да нивото. се смали, општината може да Може, донесе одлука али има да го стекнато промени. право. Само да ми одговорите, со стекнатото право дали ќе смее да задржи П+5 или мора на тројка? Значи, прво, треба да видиме во која постапка се наоѓа тој условно речено инвеститор. Дали тоа земјиште е на Република Македонија, дали е продадено приватно, дали тој земал веќе извод од план од општината, општината му дала извод од план и му кажа овде можеш да градиш со П+5. Дали потоа општината продолжила во постапка и му дала само да круг кај што значи ќе се потоа најде начин да се може да се измака случи од се општината и да дала одобрение за градба, да наплатила комунали. И потоа може да носи одлука, слободно. Сега го менувам ДУП-от, потоа ќе си има други постапки кои што ако тоа е јавниот интерес, општините секогаш можат да го направат тоа. Зборувавте малце за Но извинете само уште еден пример, доколку земјиштето е на се уште државно, не отуѓено, секогаш може да се покрене постапка за смалување на параметрите заради тоа што тоа го дава и законот, тоа може да го донесат. Но доаѓаме на советите. огромниот проблем 30% за дооформување на парцела, тоа значи ако имам 30% во моја собственост, околу ако имам државно земјиште, имам право да ја оформам, дооформам парцелата. Така се дооформија парцели безброј во Скопје и за ефтини пари се купија, значи државата им ги продаде за ефтини пари. Ќе остане ли ова 30% собствено да имам, па да можам до 100% да си купувам од државата за багатела? Мислам, малце тој што има пари се фаворизира за ова. Значи, се враќам на законот за урбанистичко планирање. Законот за градежно земјиште го следи законот за урбанистичко планирање. Ако во одредена локација, парцела, одреден процент од земјиштето е приватно, другиот е процент е државно, зборувате дали може да се дооформи парцела, што е предвидено со закон, но предходно да се вратиме 2 чекори назад. Предходно на таа локација истата таа општина донела урбанистички план за нешто да се гради, така, тоа е веќе предвидено. Дали е тоа трговски центар, дали е тоа фабрика, хала, не знам, станбено домување, таа утврдила, изгласала дека тоа е приоритетот, дека треба да се развие градот во таа насока. И сега имате случаеви каде што дел од земјиштето е приватно, останатиот дел е државно. И тој план, доколку не е тој член, нема никогаш да се реализира. Тој член во законот е донесен уште 2001 година со првиот закон за градежно земјиште, заради тоа што општините планирале, носеле планови и сега
еден квадрат од одредена парцела има некој приватен собственик, ниту може општината да го оттуги другиот дел, ниту може овој кој што има еден квадрат да го реализира планот. И токму заради тоа донесе. Јас познавам многу случаеви во државата каде што преку ова се изградиле фабрики, се отвориле работни места. Има Изградиле згради, Го имаме и значи, примерот на Карпаш. Карпаш буквално цел се изгради на принцип на дооформување на земјиштето. Маврово, Фортон, оние огромните згради кои што се градат на самиот терен истото, го дооформува земјиштето и само ја окупира територијата. Добро. Значи Но имаме таму има спорни урбанистички, ситуации. тоа е врз база на веќе донесен Значи урбанистички има план. и ситуации во кои што се користи и каде што нема. Маврово немал детално урбанистички план, па со оние аупи кои што ги зборуваме Имало претходно. урбанистички план во Маврово. Успеавме кај Фортон немало. Сега добро да не навлагаме во конкретни примери, прашањето е зошто не го промените овој член, зошто не го промените овој закон? И се извини Горан, ќе те прирупам малце, Сашка не нарача прашање додека бевме заедно, ама од приеска ми пишува пораки и таману во оваа насока и прашањето. И ова мислам дека е и омилено прашање на Сашка. Ајде да изненади ми мене. Не, па истото е. Знаете зашто? Што цело време што не е јасно колку е тешко да се променат овие закони. Цело време институциите, општините, министерството се вадат на оноа не сме надлежни, немаме овде надлежност ние да ги решиме овие проблеми кога станува збор за урбанизмот. Ја мислам дека милион пати сум го слушнал тоа додека работам како новинар и прашањето од тука и прашањето на Сашка е колку е тешко да се променат овие закони, односно кои што се под ваша надлежност и да се донесат закони кои што ќе бидат во функција на граѓаните. Зашто еве не може да го промениме овој член? Реално во овој момент по тоа што го гледаме исклучително тешко да направиме измена на закон која што се блокира заради било какви причини, заради тоа што се правда во јавноста дека се стопира нешто, а со таа измена на закон, еве го кажав примерот, ние сакаме само да направиме уште една брана на заштита на јавниот интерес. Но еве тоа е едниот закон. Сите овие блокади кои што ги гледам во собранието не ми даваат за право да верувам дека можеме рационално да седнеме со власт, опозиција, со граѓани да донесеме одлуки за клучни закони. Ние сега сме во изработка на закон за градење, нов закон за градење. И во таа постапка има судир на концепти, на фели, на овие кои што работат ниско градба со високо градба, на професори, на факултети. Значи тука бараме баланс за да можеме потоа да го пуштиме низ филтрите на собранието. Не можам да кажам кога би се донел, тоа би бил исклучително поквалитетен закон за градење од овој кој што го имаме, но секако и издискутиран низ филтрите на Едно јавност. време во собранието имавте вие стабилна мнозинство, значи едно време и 72 пратеника и 8 од карти за промена на уставот, но 72 пратеника вие тогаш мантрата ви беше името и ништо не се презема во околу 2 години, ништо да се донесат овие работи. Во 2017 повторно ќе се навратам, една од причините зошто граѓаните неопределените пред се гласа за СДСМ беше токму дека ќе се стави ред во урбаниот хаос. Вие испуштивте можности кога имавте сериозна стабилност во парламентот, значи 72 пратеника е сериозна стабилна гласачка машина. Не го искористивте тој момент да им понудите на граѓаните нешто посериозно, да ги смените законите и да ставите јасна црта дека сте поразлични од претходните. Не, вие продолживте на истите закони, вашите политички компањони, можеби и финансиери, да си градат и да продолжуваат со бизнисот. Прво, сакам да кажам дека не е добро за државата да се менуваат сите закони во 2-3 години или клучните закони, заради тоа што тоа е процес. Законот за урбанистичко планирање повеќе од година дена се дискутираше. Се донесе со преку 100 гласа за во собранието, од власт, од опозиција, од сите, како еден од малкуте закони кои што добил таква подршка. Но тој закон нема да реши се она кое што било напластено во минатото. Јас велам, денеска овој закон кој што го донесовме, односно 2020, со сите овие измени и правилници кои што ги носиме, ќе го даде резултатот. Веќе го дава резултат, но ќе го видиме во наредните 3, 4, 5 години. Нема дивење веќе. Не ги гледаме оние дискусии во времето кога автократски се владееше. Сега ќе ти уцртам таму на место ова ќе имаш друго. Такви работи нема. Ниту кој е министер, кој е премиерот или не знам кој член на владата или на било кој друг функционер да носи такви одлуки со кои што ќе преюдицира што ќе се прави во планирањето. Денеска отворено е се, јавно е, општините јас ги поттикнувам, таму се носат плановите. Граѓаните да бидат будни, да реагираат. Ние сме
постапувале, сме одземале лиценци, сме одземале лиценци за проектирање, за градење. Значи сме постапувале секаде каде што сме увиделе дека има такви примерот кога беше постапки. поранешниот премиер од редовите на СДСМ Зоран Заев во Охрид, кога директно им кажа на граѓаните дека една дивоградба ќе биде легализирана, па после заради УНЕСКО се дигна толку голема врева во јавноста, па беше се сопрено и до ден денеска таа дивоградба е покрај самиот брег, никој не ја руши, не ја урива, се извинувам, не ја урива, не го враќа во првобитна состојба крај брежето, едноставно си остана тоа недопрено. Како никој да не се интересира нешто да промени. Знаете дека се поминато 5-6 години од тогаше, одветувањето е 4 години поминато, тоа е изградено претходно. Значи зборуваме за немање политичка волја да се промени нешто и да се даде јасен сигнал дека нешто ќе се смени. Ние гледаме дека само се чека како затише, нешто да се направи под закрила на ноќта, таму да никне до тоа не бетонско ова е здание. единствениот пример, само кратко Да, извини, дека буде еден од очи малкото многу затоа што на пример кога се дури вози. оние шеми или наследени проблеми кои што ги викаат од минатата власт, кои што веќе одамна беше мината власт, еве на пример и водно случајот со парцелите кои што беа директно инволвирани со Сашо Мелков, со Груевски, со Орце Камчев, тие сега повторно се превземени од друга клика на луѓе кои што буквално насилно сакаат да дојдат да исечат шумата и да градат. Сакам да кажам, само се надоврзувам на Горан дека оние проблеми кои што ветувате дека ќе ги решите некако не се решаваат. Пак ќе кажем, урбаното планирање има свој процес и постапки. Јас велам, сите овие денешни штети ги трпиме од тоа кое што се планирало и носело, усвојувало преку тие ноќни седници, преку тие притисоци против кои сите се боревме. Но добро, тоа е незаконски. Зошто некој на огнен багер не земе чув да направи покрај езерото и да го урне тој Јас објект? ако ми дал на мене законот можност, со едно копче да стиснам Сменете го и да ги законот. решам. Сменете го, направете, речете дека од јавен интерес. Јас Мобилизирајте јавноста. Сме се бореле да се владее демократски, а не автократски. Да не бидам јас најпаметниот кој што ќе каже што ќе се гради во Охрид или во Гевгелија. Децентрализацијата е донесена во таа насока. Не Министерството за транспорт да кажува дека во Гевгелија треба да има фабрика, туку општина Гевгелија да каже дека таму тоа треба да се направи. И тоа е таа децентрализација која што ја поддржуваме и заедно работиме. Куп градежни одобренија сме поништиле за такви случаи. Ама не излегуваме секој ден на пресконференција денес поништив градежно одобрение за таков и таков објект. Но тоа го правиме и за секој пример каде што има постапка кај нас, сме одлучувале согласно процедурите и законите. Министре, ќе морам нешто да се навратам на почетокот што го спомнавте вие. Ние го зборевме и во првиот дел, но и вие го спомнавте дека се борите против урбаната мафија. Ова е едно име што го употребуваме за нешто, но некако тоа како да лебди во воздухот, нешто не ни е опипливо. Значи знаеме за одредени криминалци дека се криминалци, знаеме дека за одредени луѓе се политичари, знаеме за некој дека се опозиционери, знаеме за некого што се за урбана мафија, тотално не знаеме што е тоа. Некако поим што го употребуваме, а не знаеме кои се, што се, како действуваат. Еве, вие го спомнавте дека постои урбаната мафија. Која е таа урбана мафија? Може ли да ни ја посочите и да кажете ова е урбаната мафија, вака ќе ја препознаете? Тие се може би дел од нив, ако ги знаете, кои се мора да сочинети од некого. Јас спомнав дека сите оние чекори постапки кои што ги правиме во насока да го средиме планирањето, да им дадеме простор на општините и поле за планирање, да можат слободно да го применуваат законот. Кога дојде планот кај нас на согласност, ние гледаме дали е согласно правилникот, законот, дали се почитувале сите одредби, дали е во согласно со сите процедури. Пред тоа поминал 30 на филтри, која од Скопје поминува и низ градот Скопје како институција, така што ние полето за овие процедури за постапки сме го донеле. И тоа е нашата работа и сме го направиле, но нема да застанеме, ќе продолжиме и понатаму. Секој оној кој што се обидува на било кој начин да го заобиколува законот, има начин и еве се покажува во една или во друга постапка, реагира. Некаде реагирала јавноста до општината, некаде до институциите и сме постапувале. Така ќе правиме и во иднина. Се добива впечаток во јавноста дека премногу институции имаат премногу ингеренции, односно измешани ингеренции, и тоа многу добро сите што сакаат нешто да изградат,
кај што не би требало да градат, го користат бидејќи нема добра контрола. Дали го делите ова впечаток не само на нас новинарите, туку и на јавноста, дека намерно се направени преколопувања, па се испуштени одредени надлежности, па е заборавено да се вметне мислењето на животна средина за да може да се добие некој одобрение. Едноставно, како да се прави намерно шум во целава постапка, за да не може да се контролира реално. Од друга страна, имаме граѓани или луѓе кои што влегуваат во вакви постапки на градење, кои што велат пресложени ви се постапките, не можеме да изнајдеме како да дојдеме до одобрение за градење или до одреден носење на урбанистички план. Или че дека не е проблем да градат, само тоа задача. Но постапките се јасно утврдени, заради тоа сите институции даваат свој мислење. На пример, се гради на големо и легално и нелегално. Јас ќе ви кажам, јас имам еден податок дека на пример во Словенија, Љубљана, сите ја земеме како пример, да бидеме како Љубљана. Љубљана има двојно повеќе градежни одобренија од Скопје во 2021 година. Али основницата е многу помала. Така. Сега сите треба да знаеме дека овој момент, ова што го правиме, го дава резултатот. Граѓанската поддршка е итекако битна во општините да биде вклучена во сите процеси, во сите постапки. Јас сум бил градоначелник, сум носел урбанистички планови, никогаш не сум имал на ситуации да се соочувам со удар на јавноста зошто се носи одреден план, зошто се гради нешто, заради тоа што сум правил секакви јавни дискусии, расправи да го слушнам гласот. И тоа треба сите да го правиме. Ако тоа го правиме, нема да имаме проблеми. Но на крајот и субјективното мислење е нешто кое што некогаш не заведува погрешно. Јас можам да мислам за одреден план или за одреден објект дека е крајно лош и дека треба да го нема, но ако тоа го поминало ни сите процедури, го испланирале планери, го донеле, можеби е тоа и нешто. И ако тоа население таму во таа општина кажало да ова е добро, тоаш треба да веруваме дека тоа е добро. Често ние граѓаните ќе речеме од нашите онија себични побуди, треба да имаме толку габарит, толку скатно, значи се тоа, но треба тоа да биде издржано. Ние самите не можеме да процениме, туку треба да има рамка што ќе биде дадена со генералниот урбанистички план, па после со деталниот урбанистички план. Но рамката нема кој да ја дава. У суштина, приватните, јас ако платам некого да направи детален урбанистички план, ќе го добијам тоа што го сакам. Ако не сум моќен финансиски, нема да го добијам. Да и се збориме цело време за згради, ама се околу зградите како нешто е урбано живење, паркинг, паркови, зеленило, пешачки ништо премени, тоа не се гради освен згради, улица, така да планирањето, знаеш, Значи и тоа во законот е апсолутно и во стариот закон за градење квалитетно вградено во делот на обезбедување на паркинг места, во делот на значи законот го предвидел. Ако некој не го испочитувал, треба да одговара. И тоа јавно и гласно го кажувам. И против тоа ќе се борам. Ама значи не одговараат луѓето. Еве сега морам овој пример, зашто малце кога ќе се спомне дека треба да одговараат кога се прават незаконски работи е чудно. Случајот со украдените квадрати на Адора инженеринг на Ванчо Чевлеганец. Мислам, по-суштински пример од непочитување на законите поради низок систем на контрола не може да се најде и многу беше онака убаво раскажано. А Дора инженеринг никако не беше инволвирана во ниедна постапка да се казни или да се санкционира поради овој проблем. А и не знаеме кој би го направил тоа и врз основа на што. И сега истото се случува и со паркинзите, видете го Тафталиџа, нема игла кај да се фрли од коли, значи очигледно паркингот не бил направен како што треба според законите. Значи, ако има таква ситуација, треба веднаш општината да заедно со граѓаните на една средба утврди кој е приоритетот на Тафталиџа, на таа зона. Ако е приоритетот да се промени деталниот урбанистички план, тоа веднаш да го направи. Не да чекаме да се продадат парцелите, да почне да се гради, да дојдат багерите да копаат и после да излеземе сите и сега што да правиме. Треба да се прави тоаш кога е време за да се прави. Ако тоа е така, општината мора да го слуша. За тоа ги бираме тие градоначалници и тие совети, не за да бидат само да седат на фотелите, да бидат во функција и слуги на граѓаните. Министре, од општина Чаир се пожалија дека не им дозволувате, не им дозволува и град Скопје, не им дозволува ни Министерството за транспорт и врски да имат катни гражи и се чувствуваат запоставени, бидејќи се Чаир и едноставно квалитетот на нивното живење е многу лош и не можете да ги изградат и ги исцртаат, првен да ги исцртаат во детални урбанистички планови, а после и да изградат катни гражи, содржини кои што е во интерес на јавноста. Едноставно вика дека како да се заборавени од власта и од локалната, но и од централната. Таков пример нема. Искрено, секоја општина која што изработила одреден план, поминал ни сите филтри, кои што ги говоревме и во оваа емисија,
дошол во транспорт, ние секако, доколку е во согласност со генералниот план, доколку ги се почитувале параметрите, ќе дадеме согласно. Така што ние не можеме да отидеме на било која општина да ги изработиме урбанистичките планови. Тие треба да си ги Не, они велат изработат дека во и деталниот има 2 гражи, требало 3 да има катни гражи, бидејќи нема каде да... Вика, им се бришат, не може да се градат и паркинзи скопски не сакаат да дават, да учествуваат, да финансираат, по процедурите едноставно не ние сакаат. ниту бришеме, ниту додаваме. Ние сме орган кој што само ја следи постапката кој што сами ја носат. Тие ако сметаат дека треба да имат катни гаражи, доколку тие се во согласност со ГУПот на Скопје, нека си почнат постапка во општината за изработка на детални урбанистички планови, 1, 2, 3 зони, на 5 дупови нека почнат со катни гаражи, ќе дојдат постапките, ќе ги одобриме доколку се во согласност и нема проблем. За крај, прашање е нешто што не го дискутиравме во подготовка на емисијава, но го владеете, а тоа е епскиот автопат кон Охрид, односно Кичево Охрид. Значи, мислам, 600 милиони евра ќе чини, абер нема од завршување. Значи, сега во собранието имав пратеничко прашање и можеме ви да повторам дел од тезите за да одговорам. Јас бев минатата недела на терен таму. Направив увид, веќе се асфалтира перманентно, секојдневно во делот кај аеродромот Охрид, во близина на аеродромот Охрид, тоа е некаде 8,5 километри од Охрид. И ќе пристапиме кон асфалтирање на десната страна до градот Охрид, потоа ќе го префрлиме сообраќајот по таа лента, а ќе се префрлиме на левата да продолжиме со асфалтирање. Тоа значи дека некаде почетокот на август ќе биде готова десната страна за да се префрли сообраќајот и да можеме да работиме на левата. Паралелно со тоа ги одобривме цел тим во транспорт и врски работеше. 70 инфраструктурни проекти одобривме. Се направија сите репроектирање на трасата. Поминуваше автопатот преку резерварот на Кичево за водоснабдување. Прашањето со кое што се соочивме дали да се руши резерварот и градот да остане без вода или треба да се помести автопатот. И такви небулози. Имаше странски експерти кои што доаѓаа не знаеја како да не посоветуваат. За 600 милиона малце побрзо требаше. Но денеска важно е дека сите овие процедури, освен урбаното Важно е планирање, да се заврши, мислам. урбаното планирање, проектите за градба, ревизијата, експроприацијата се тече. Значи тоа се многу постапки, ни многу Тоа требаше институции. да биде завршено. Ајде, Ги завршивме и денеска автопатот се Кога гради. ќе возиме? Значи Од точка А до сето точка ова- Б по автопат. Уште една Од реченица Кичево да до кажам. Повеле. Сето ова кое што било испуштено во минатото со лошиот проект, со стартот на градба без доискажен проект, денеска со брзи чекори го надокнадуваме и нашиот проекцијата на надзорниот орган е дека до крајот на 23-та ќе биде подготвен автопатот, а ние претходно парцијално секоја секција која ќе биде од 5 секции завршена на овој автопат ќе ја пуштаме во употреба. Кога Како ќе биде? 2032? Рековте? 2023 декември. Добро. Океј, ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Ви благодарам на поканата и сакам да укажам дека За бетон нешто, Рамбо Амадеус изгледа, тоа е најважно во оваа држава. сакам да ви укажам оде е дека крајот, секогаш сум овде отворен да дискутираме. Верувам дека оваа отвореност и на институциите и на граѓаните заедничката работа ќе придонесе за едно подобро и похумано живење. Ви благодариме добро. за интервјуто.